Dobar den, dragi učenici. Ja sam Netka Dimovska, profesor po biologija i prirodni nauki v osnovno učilište Maršal Tito Strumica. Danes ke izučuvame една lekcija koja je tesno povezana so proleta. Da, site zabeležuvate, neli? Doaѓа proleta. Деновите стануваат подолги, потопли и растенијата се будат од зимскиот сон. Се раззеленува и се разцветува околу нас. Овде имаме примери на цветни растенија кои веќе расцветале од топлината и од сончевите зраци. Покрај цветните растенија имаме и диаграм на едно цветно растение, односно пиперка. Да, денес ќе ги изучуваме составните делови на секое цветно растение. Се прашувате како можат тие растенија да се будат од зимскиот сон, да пуштат ливчиња, да пуштат цвеќенца, да расцветуваат, а потоа да се создаваат прекрасни плодови. Во наредните лекции ќе ги изучуваме подетално процесите на растење на растението, опрашување, оплодување и создавање на плод. Меѓутоа, денес треба да започнеме да ги изучуваме составните делови на секое цветно растение, затоа што тоа е основата на секое растение. Секое цветно растение е составено од 6 дела: корен, стебло, лист, цвет, плод и семе. И секој од тие 6 дела има своја улога. Најпрво ќе започнеме со коренот. Која е улогата на коренот? Коренот всушност има 2 главни и основни улоги, а тоа се да ја впива водата и минералните материи од почвата и да го прикрепува растението за почвата. Да, доколку не постои коренот кај растенијата, тогаш секое растение не ќе може да се држи исправено над почвата, не ќе може да расте, да се развива и да создава храна. Точно, растенијата се создавачи на храна. Тие се автотрофни организми. Но подоцна ќе зборуваме за тоа. Од коренот, кој што пружа прикрепување на растението за почвата и кој што впива соли, минерални соли и вода од почвата, доаѓаме до вториот орган на растението. Тоа е стеблото. Да, и стеблото има своја улога. Стеблото исто така има двојна улога. Тоа има улога да ги носи водата и минералните материи од коренот до сите делови на растението. Значи тука спаѓаат листовите, цветовите и плодовите. Но стеблото има уште една улога. Тоа ја пренесува храната, создадена во листовите по пат на фотосинтеза, од самите листови до сите делови на растението. Значи стеблото ја пренесува и водата со минералните материи, од коренот до листовите, цветовите и плодовите, но во исто време пренесува и хранливи материи од листовите до цветовите, плодовите, па преку стеблото се до коренот. Како се врши тоа?
Kako se vrši тоа пренесување? Да, стеблото ги пренесува овие две работи во спротивни правци благодарение на едни цевчести спроводни садови. Во стеблото постојат два вида на спроводни садови. И тоа ксилемски спроводни садови или ксилем, кои што ја пренесуваат водата со минералите од коренот па до останатите делови на растението, и флоемски спроводни садови или флоем, кои што ги пренесуваат хранливите материи создадени со фотосинтеза од листовите до сите делови на растението. Доаѓаме до третиот главен орган на растението. Тоа е листот. Листот има многу важна улога кај растението. Листот всушност ја создава храната за целото растение. По пат на фотосинтеза, во листот се врши спојување или комбинирање на водата и минералните материи од почвата, на јаглеродниот воздух, на јаглеродниот диоксид од воздухот и сончевата светлина. Значи, во листот се врши фотосинтеза или спојување на водата и минералните материи од почвата, јаглеродниот диоксид од воздухот и сончевата светлина или енергија. Зошто листовите кај сите растенија се зелени? Што мислите? Еве и овде гледате кај овие цвеќенца листовите, па дури и стебленцата се зелени по боја. Листовите кај поголем број на растенија се зелени по боја, затоа што во себе содржат една пигментна материја, обоена материја, која се нарекува хлорофил. Значи, овој пигмент, хлорофил, кој што е присутен во листовите на растенијата, има зелена боја. Затоа и листовите кај растенијата се зелени по боја. Овие три дела или три органи на растението што ги изучувавме се нарекуваат вегетативни органи. Значи, коренот, стеблото и листот представуваат вегетативни органи затоа што тие го овозможуваат растот и развојот на растението. Сега ќе продолжиме со останатите три органи на растението. Тоа се цвет, плод и семе. Овие три органи се нарекуваат репродуктивни органи на растението. Зошто? Затоа што цветот, плодот и семето го овозможуваат размножувањето на растението, создавање на нови потомци, нови млади растенија. Цветот понатаму ќе го изучуваме како репродуктивен орган, ќе изучуваме за опрашување и оплодување на цветот, создавање на плод и семе. Секое семе во себе носи мало бебе растение. Затоа велиме дека цветот, плодот и семето спаѓаат во групата на репродуктивни органи. Значи, од оваа лекција научивме дека растението има 6 главни органи, од кои 3 се вегетативни органи, и тоа корен, стебло
и лист, тие го овозможуваат растот и развојот на растението, а останатите три, цвет, плод и семе, се репродуктивни органи. Тоа можеме да го покажеме и кај живите растенија, за да видиме дека овој диаграм навистина се совпаѓа и навистина ја дава целосната градба на цветните растенија. Толку мите. Јарно дека ќе сече. Толку ли? Ај сега Ај сад тетичка може